Тато, помош, крадец! Не се знае кој повеќе сака. Лото и мајка, Татко и мајка, мајка и лото. мама и тато, Лото и мајка, татко и мајка, мајка и лото. мамо и тато. Кај лото. Среќна годишнина. Тишина јас која зборувам. Значи, знаеш ли од колку работите спасив сега? Знаеш ли што ќе се случише да го испиеше цело во ова млеко и ти оставам повеќе време, разбираш, за игри, за компјутер. Добро, еве ти пари и купи ми 5 литра млеко. Ма како 5 литра млеко со студено? Не биди смотан, снајди се. А мамо, зашто секогаш правиш колач со киви кога тато е алергичен? Затоа што душа тоа е здрава храна. Разбираш? Здрава храна. А татко ти не еде здрава храна, затоа. Чичко Санде, ти ли си? Не бе, јас сум. Мамо, тато, помош! Крадец! Мамо, крадец! Крадец, помош! Абе, не викај, ќе ја разбудиш сите и мајка ти ќе ја разбудиш. Крадец има! Абе, не е крадец. Еве го фати в избега натаму. Откаде ти е пиштолот, Злато? Па, бубина баба ми го даде. Мене ми го даде Клем. Мене маца ми го даде. На полди некој Чичко Санде му го даде, така ми рече. О, Дио мио. Каков мио? Нели слушаш некој Чичко Санде му го дал? Ајде, буди го тој барабата. Леополд! Леополд! Станувај! Леополд! Да, тато? Абе, ми извади од памет. Абе, синко, престани со овие телепортации. Ќе ме умреш млад. Знаеш ли ти што е ова? Да. Што е? Полуавтоматски пиштол Хеклер ВП 9 мм. И од каде ти е овој? Од Чичко Санде. Кај го сретна ти тој Чичко Санде? Па, на Чичко Мартин. Кој е тој Чичко Мартин? На тетка Љупка. А која ти е сега па таа тетка Љупка? Кравата. Што? А, кај продавничката? Па така кажи. И што ти рече тој Санде тебе? Мали, добро да го скриеш. Тато, носише такво. А кога си бил ти во продавничката? Па кога ме прати ти по млеко, мамо. Чичко Санде ми даде да си земам колку сакам млека. Многу добар човек е он, ама го извади шаржерот.
Не знам кај си, баба. Да. Да, ме оставија сама со температура. 37,5. Да. Еве ги доаѓаат. Кога ќе те видам? Зашто сите ние се мачиме, а Клеме си пее и ништо не носи. Како ништо не носам, што се ракавици, бе? Оу, Клеме, пази да не добиеш кила од тие пар ракавици. Ти, Леополде, да молчиш, затоа што сето ова е ради тебе и тој Санде. Мора овде да се мисли на безбедноста на семејството. Мамо, каде е тато? Татко ти е во полициска станица, ама не знам нешто се задржи. Мама, стварно, што ќе ни се сите овие глупости? Глупости мислиш? Па ти треба да пораснеш во современа девојка. Некој ќе те нападне. Мислам, добро, може да те нападне. Треба да се одбраниш. Нема да ме нападне. Ќе те нападне. Добро, може нема да те нападне, ама мора да се мисли на безбедноста. Јас треба да бидам нежна и бидејќи ќе бидам позната пејачка, ќе имам телохранител. Баба вика дека е подобро да имаш маш или дечко. Зошто? Па како зошто? Поевтино ќе те фати дечко од телохранител. Не знам јас тоа, ако ти дојде дома зет како мене татко ти, Мама, ете се донесовме, сега може на компјутер. не може, теговите останаа во кола. Мама, може една лимонада? Може, како не може? Марта, направи чај на сестра ти. Ама мамо, сакам лимонада. Ама не може сега лимонада, сега чај. Не, гледай. Треба со колкот. Вртиш колкото можеш. И погоре. Држи ги рацете вака. Мамо, нема чај. Добро, оди купи. Ама, мамо, страф ми е да одам сама, па не се чувствувам безбедно. Добро дошо, оди со Марија. Ама Марија болна. Добро, оди со Клеме. Зафатена сум. Добро, оди дај витамин С. Ало, баба. Да, еве, носи ме опрема. Знам дека не можеш да го добиеш. Во полиција е. Не. Чекај да прашам. Мама, тато го апсија? Те чувај да брани, какво апсење, човекот е чесен како монах. Затоа си патиме ние овде. Па не. Изгледа, колку што сватив, не го апси. Ама цел ден се задржа нешто, не знам. Па беше да го врати пиштолот на Чичко Санде. Сега не знам кој е Чичко Санде. Не. Нема врска тоа, не се така. Мамо, и јас нема да вежбам за безбедување. Ма немој, молим те, зошто, млад господине? Па јас си го имам дом и он за џабе гризна да Клеме, а не па крадец. Филип, 100 пати сум ти рекла да не ме викаш Клеме. Да, Филипе, не ја викај Клеме, затоа што да Клеме се лути кога ја викаш така. Мамо. Што ти е, Злато? Со кого си се степал? Не се степнав јас. Ме степна тројца полицајци. Абе, тато, зашо те типале? Мене секојаш ми купуваат сладолед. Злато моје, навистина, зошто те скрши откритек? Грешка, ама јас на крај се им признав. А тато ти колку ги степа? Доста бе, знаеш дека не сме да се тепа полицаец. Тишина! Гледате дека тато е модар и криви. Станувај тука татко ти да седне. Ајде, душо. Полди, донеси мраз. Ајде, седи. Ајде, седи. Олека. Леле, душо, ама зошто ми те претепаа, лотче мој? Засурдуков овој со пиштолов, јас да им го дадам, вака им го дадам, и тие мислеа дека ќе ги пукам и ме испретепа, ама јас така од страв се им признав. А што им призна, бе, душо, па ти на мравка не газиш. Ау, што се овие работи? Веќе, торби, зашто се? Овие се за безбедност, тато, за вежбање. За да не ти тепа кој стигне, мислам, и за ние да се навежбаме нас да не тепа.
Треба, еве да се јавам на баба да ја кажам. Немој, будете молам, не се ово. Престанете ајде да мелете со стулките. Ајде сега тато да каже што им признал на органите за безбедност. Ајде, Душо, кажи. Признај. Па така ми дојде од страф, им кажав, се им кажав за млекото. Признав од ќотекот, дека го пијам млекото, некако така од ќотекот се ми текна. Значи знаев. И да не му го мокреше креветот на Полди? Па изгледа да. А добро бе, Душо, зошто правиш такви работи кога ти си архитект? Па добро, ама и архитекта ме изгледа сум и месечен. Па еве тато, може веќе нема да ме сечеш. Па после толку ќотек, Мамо, тато, нема мраз. Па архитект сум, Душо, ама ти секогаш ми забрануваш да го пијам млекото, за децата било. Јас не смеам да се напијам ни малку млеко, а знаеш дека многу сакам да пијам млеко. А Душо да ги тужиме полицајците? Не, да не ги тужиме, затоа што си ми се извини од како ме истепа, нема смисла. И сок ми дадва. Ми се извинија и сок ми дадва. тато. А што е тоа домазет? Го продавај колјо чифлико, мама не ме дава колјо за тебе. Не си го продавај колјо чифлико, мама не ме дава колјо за тебе. Помеја ни одиш колјо рујно вино пиеш, дома рано не си одиш да спиеш. Нема шанси, не, јас излегувам сама. Слушаш ли тоа? Кажи за тоа. Јас излегувам сама. Добро, Душо, излези си. Како тоа добро, Душо, излези си? Ти воопшто не си загрижен за тоа. Значи, ако ти значам барам нешто, ќе ми речеш, не оди, Душо, сама, оди со другарките, така? Па добро, Душо, оди со другарките. Добро? Тогаш ќе излезам со Сања. Мама, не ли така Сања ни прати разгледница од кино? Да, добро. Тогаш ќе излезам со Јасна. Ја излези, Ѓурѓо, ја излези, сестро, ја излези, Ѓурѓо, на пенџере. Се татко и мајка наоѓаат си за шервеца мини, работа, труд и љубов јака. Не се знае кој повеќе сака. Лото и мајка, Се татко и мајка, мајка и лото. мама и тато. Лото и мајка, Се татко и мајка, мајка и лото. мама и тато. Кај лото и лајка па и сонке се најде, но тие се мират пред сонце да зајде. Има тие љуна култура, живот супер, баш авантура. Лото и мајка, Се татко и мајка, мајка и лото. мама и тато. Лото и мајка, Се татко и мајка, мајка и лото. мама
се си сека е лото и мајка, Татко и мајка, мајка и лото, мама и тато, лото и мајка, татко и мајка, мајка и лото. мама и тато. Маца е джамба, мирна е Марта, кучето се крие, го барат на карта. Кај лото и лајка, баш е многу живо, тие се среќни, да не ви е криво. Лото и лајка, Татко и мајка, мајка и лото, мама и тато, лото и лајка, татко и мајка, мајка и лото. мама и тато. Лото, лото! Абе, нека, на второто лото. Лото, лото! Лото, лото! Што ти рече тој Санде? Па, тој... Не сме да се тепа полицаец. Тишина! Тишина! Стануваме од тука! Гледате дека тато е мокар! Тишина! Гледате дека тато е модар и криви! Ајде стануваме од тука! Лео Болте! Добро, вратите назад. Точно си вреки, такви... Ајде, не му го врти така столчето. Станувај тука татко ти да седне. Ајде, душо. Болте, донеси мраз. Ајде, седи. Ајде, седи. Полека, полека. Оп. Сега не знам дека ќе снимаш, брат. Не, ако, случајно станав за да видам. Иначе... Камера си гледаш? Е, тато. А што е тоа домазет?